Промената во температурите и невремињата секако влијаат и на родот на земјоделците. На оваа тема разговараме со агрометеорологот Ангелко Ангелески. Добро утро, господин Ангелески, добре ни дојдовте. Морам да ве прашам, бидејќи се некако ни се вртат и поврзуваат темите, имаме и образование, студентите идни се запишуваат, основците и средното училиште се подготвуваат за новата учебна година. Професорот Спиридонов кажа дека на уцекот метеорологија нема ниту еден запишан вчера. Ке има ли вас кој да ве наследи? Има ли кадри? Примивме агрономи во изминативе неколку години. Меѓутоа, секој агроном не е агрометеоролог. Агрометеорологот треба да се изгради, треба да се образува и треба да се надоградува во текот на кариерата. Јас сум, може би, последниот агрометеоролог во овој момент во управата за хидрометеоролошки работи, кој најсовесно си ја вршам работата веќе 38 години. За краток период јас би заминал во пензија и мислам дека може би е нескромно, меѓутоа мислам дека за сега барем нема на повидок дека некој може да ја наследи ова работа и овој обемна работа и оваа поврзаност помеѓу земјоделието и метеорологијата. Каде е проблемот? Нема упис на нови кадри, нема вработување со соодветно образование. Каде да го лоцираме проблемот? Проблемот е во ограниченоста на кадрите кои се образуваат како метеоролози за нивното вработување. Тие се ограничени да се вработат или во управата за хидрометеоролошки работи или на аеродромот. На аеродромот влегувањето е многу тешко, знаеме сите на кој принцип оди, додека во управата се ограничени бројот на кадрите. Многу метеоролози останаа, кои има дипломирано во изминатиот период, останаа како продавачки или продавачи во бутици, меѓутоа, за жал, веќе во овој период ние се наоѓаме во една старосна структура која за кратко време, може би за некои си 5-6 години, управата за хидрометеоролошки работи ќе остане со 4 или 5 души квалификувани метеоролози. Во тек на уписите, добро е да ги отвориме овие теми и да алармираме. Секако, бидејќи нели често зборуваме дека треба да обезбедиме иднина за генерациите и сакаме да ги задржиме тука, а за да ги задржиме мораме да им понудиме услови за живот. Во секој случај, мислам дека условите не се многу розеви. Она што го реков пред малку, бидејќи исклучиво само тука, меѓутоа потребата од метеоролози, мислам дека ќе стане за кратко време многу алармантна. Ајде малку и на другата тема. Земјоделството од година в година е на се поголем удар од климатските промени. Земјоделците се немокни пред драстичните температурни разлики. Ќе се прогласи ли елементарна непогода во агропроизводството оваа година? Па со оглед на тоа каква пролет имавме, каква зима прво имавме, каква пролет имавме, практично и да немавме пролет. Се изменија временските услови многу. Она што не се случува нас практично, тоа не е само кај нас, тоа е глобален проблем на целата планета. Еве го во вестите гледавме што се случува во Америка, она што се случи во Словенија, Хрватска, Србија. Сите податоци покажуваат дека такво нешто се нема случено во последните 100 години. Јасно покажува дека нешто на глобално ниво се случува. Затоплувањето, промените кои настануваат климатските промени и сите овие работи, мислам дека драстично го менуваат целиот тек на земјоделското производство од причини што сепак земјоделското производство е една фабрика на отворено. Во голема мера земјоделието зависи од временските услови. Какви се временските услови, така ќе се одвива и земјоделството. Кои култури ќе се садат, ни диктираат временските услови. Кога ќе се сеат културите, исто така ни диктираат временските услови. Така да во секој случај, баш тоа е во суштина и агрометеорологијата, практично да направи еден спој помеѓу земјоделието и временските услови. Сакам да ве прашам кои култури се најпогодени од промените, но ќе го преформулирам, постои ли култура која што е поштедена од ова што ни се случува со времето? Мислам дека не. Во некои случаи, например, имаме внесување на култури кои се, да речеме, поотпорни. Кај нас најголемиот проблем се прави во пролетниот период. Значи, ние оваа година како и да немавме зима.
Немавме снежна покривка, дали беше забележана еднаш или два пати во текот на зимата, со ниска дебелина на снежната покривка. Во пролетниот период и изразита суша, зимска суша. Нас акумулациите до април месец ни беа празни. Ние стравувавме што ќе биде со земјоделието во наредниот период, бидејќи нас летниот период ние вообичаен со летна суша, односно со такви проблеми. Меѓутоа, она што се случи со надпросечните врнежи во април и во мај месец, па и во текот на јуни месец, мислам дека ги наполни акумулациите, меѓутоа, во друга страна, направија едно пореметување практично на целото земјоделско производство од пролетната реколта, со тоа што сите сеидби, сите расадувања веќе доцнеа. И целото производство практично се одложи за одреден период. Домашните и странски експерти веќе предупредија дека надлежните треба повеќе да се фокусираат на советување и едукација на земјоделците, да се инвестира во системи за наводнување и нови заштитни мерки за спас на културите. Какви се тие механизми за спас на земјоделските култури? Можат ли нашите земјоделци да ги применат во пракса? Мерките за советување мислам дека се насочени кон центрите за поттикнување и развој на земјоделството. Порано постоеше друга една организација, сега се во овој мислам систем сега како се организирани. Ја работата, меѓутоа проблемот е кај нив со кадар. Мислам дека многу малку или со кадар или со теренски возила. Не може земјоделецот ако дојде, ако има некаков проблем и дојде во агенцијата за поттикнување на развој, да донеси 2 листа од културата која му настрадала, например, од некоја болест или од некој штетник, да донеси некоја дијагноза и да каже. Треба да види комплетно на терен каква е ситуацијата. Таквата ситуација ги оневозможува нив недостатокот на возила, ги оневозможува да одат на терен. Бројната состојба на овие вработени е во секој случај онакво се намалуваат и се намалуваат. Доаѓаат кадри кои не се стручни за таа работа и мислам дека и во тој дел практично ние само назадуваме на некој начин. Имајќи ги предвид временските неприлики, појави кои што секако не се карактеристични за одреден период од годината и климатските промени, се поставува прашањето дали земјоделците треба да се прилагодат на истите, односно треба да почнат да одгледуваат култури кои што се отпорни на различни временски разлики. Да, во секој случај, значи мора земјоделецот да се прилагоди кон временските услови, бидејќи не можат временските да се прилагодат кон земјоделецот. Значи, најголемиот проблем кај нас се јавува во пролетниот период со закаснувањето, односно продолжувањето на зимата на некој начин, со тоа што имаме ние во последниве неколку години, сведоци сме сите дека имаме ние касни пролетни мразеви во текот на април месец. Тоа е веќе многу доцна, бидејќи со нашата вегетација, со нашиот систем на одгледување на овошките, посебно и виновата лоза, тоа е период кога овошките веќе имаат заметнато плод. Таквите температури, да речеме од -1 или -2 степени Целзиусови, што не е некоја ниска многу температура, меѓутоа во таа фаза кога плодот е многу нежен, прави големи штети. Сведоци сме дека годинава еве го голем дел од овошките или е родот преполовен или родот е комплетно изгубен. Затоа и треба земјоделците полека да се прилагодуваат, да се внесуваат, да се селектираат сорти кои се поотпорни на ниски температури во овој период. Бидејќи не можеме да ја смениме вегетацијата ние да цветаат покасно. Ако земиме дека имаме топла зима, практично таа ќе ги испровоцира дури и порано да почнат да цветаат. Што значи дека во пролетниот период тие навлегуваат, во тој период, критичен период, навлегуваат во едни доста чувствителни фази на развој. Веќе ниту едно годишно време не е онакво како што сме го живееле и го знаеме. А ако го знаеме овој податок, како ќе изгледа земјоделството за 10 години од сега со вакви временски прилики? Па факт е дека се изменија годишните времиња. Ние практично и да немаме пролет и есен. Ова пролет беше повеќе наликуваше на касна зима, отколку на права пролет. Практично од јакни ние преминавме на кратки ракави. Во есенскиот период истото ни се случува. Септември месец
вообичаено е топол. Така да, октомври месец може би нешто има некаква промена, која може да искористат земјоделците во тој период, а практично бидејќи тоа се и есенските сеидби. Како го гледам земјоделството и агрономијата во наредните 10 години, мислам дека ќе биде голем предизвик за земјоделците за да се снајдат и да се справат со сите овие проблеми. Значи, ќе мора да одат на внесување, односно на садење на сорти на овошки кои се отпорни на температури, отпорни на болести и штетници. Самите врнежи, количества на врнежи кои беа во пролетниот период, практично допринесуваа за оптимални услови за ширење на болести и штетници. Значи, мораме ние да внесуваме сорти, да садиме култури кои ќе бидат отпорни на сите овие работи. Меѓутоа, тоа е еден многу долг процес. Значи, една култура, една овошка, например, да се насади оваа година, таа ќе роди тек за 3 години. Одредени култури, дури може би за 5 или 6 години, што значи дека треба да се отпочне што побрзо, за сепак да се фати некако корак и чекорот со времето. Јас сум благодарна што барем јавно говориме на оваа тема и што се согласихте да дојдете во студиото 3 на МТВ, бидејќи тоа е неопходно доколку сакаме промени. Подобро утре. Благодарам. Па ние стоиме на располагање како служба, како агрометеоролог, јас можам стојам на располагање и контактираме ние многу често со земјоделските производители околу тоа какви совети, што сакат и што треба да направат во одреден период. Стоиме и понатака на располагање со нашите информации, мислам дека преку јавните медии, мислам дека сме достапни скоро до секое семејство. И така е, благодарам за гостувањето во Мкитолија на поканата.